Како да се живее здрав живот во време на коронавирусот? Во оваа епизода се фокусираме на зголемената телесна тежина и COVID-19. Гојазноста е пандемија, многу подолго од коронавирусот. Таа е најчесто резултат на несоодветниот начин на исхрана и животен стил и е ризик фактор за низа заболување. Во последно време добиваме доста информации околу опасноста од коронавирусот за гојазните луѓе. Направени се повеќе научни истражувања на тема гојазноста како ризик фактор за компликации од коронавирусот. Но, што ни кажуваат тие? Голем дел од студиите наоѓаат директна поврзаност помеѓу гојазноста и развивањето на тешка клиничка слика при COVID-19. И тоа без разлика дали гојазните пациенти пателе и од некои други заболувања кои се ризични во однос на коронавирусот. За да се откријат причините заради кои ова е случај, група научници од Велика Британија, Германија и САД направиле анализа на податоците од сите достапни релевантни студии на оваа тема. Нивната метастудија е објавена во Nature Reviews Endocrinology. Утврдени биле два механизми според кои гојазноста е ризик фактор. Прво, кај гојазните луѓе поголема е веројатноста да имаат притисок на дишните патишта, помал волумен на белите дробови, ослабена респираторна мускулатура и секој од овие важни елементи во одбраната против COVID-19 е зафатен. Сите набројани фактори го прават поединецот поподложен да развие пневмонија и предизвикуваат дополнителен стрес на работата на срцето. Второ, гојазноста исто така се поврзува со дијабетот, кардиоваскуларните заболувања, бубрежните и така натаму. Овие заболувања значително го зголемуваат ризикот од развој на пневмонија. Но, дополнително на тоа, самите состојби кои водат до хроничните заболувања можат да не направат поранливи на инфекциите. Експертите од споменатата метастудија заклучуваат дека дури и хипергликемијата, зголеменото ниво на шеќер во крвта, која не е доволна за да се диагностицира дијабет, е засилен независен промотор на тешка клиничка слика со COVID-19. Сепак, недостасуваат повеќе информации околу индексот на телесна маса на повеќе критични COVID-19 пациенти кои се соочуваат со дебелината. Експертите велат дека се потребни повеќе истражувања на оваа тема, кои освен овој индекс ќе вклучат информации и за нивото на глукоза и нивото на хормонот инсулин кај критичните пациенти. Краток заклучок. Какви и да бидат заклучоците на идните студии и каква и да е целата слика околу поврзаноста на гојазноста со компликациите од COVID-19, зголемената телесна тежина ќе остане уште долго пандемиска и помеѓу водечките докажани ризик фактори за многу заболувања. За среќа, кај огромниот дел од луѓето, телесната тежина зависи од нив самите, односно од одлуката дали ќе изберат промена и здрав начин на живот. Значи не сме воопшто безпомошни пред овој фактор. Треба само да одлучиме цврсто дека сакаме промена.